Благодарам, почитувам председателя, почитувани колеги пратеници. Сакам накратко да го кажам мојот став во однос на ова законско решение, како и аргументите зашто сметам дека треба ова собрание да го донесе предлог законот за изменување на законот за регистрирање на готовинските плаќања, од кои предпоставки се тргна кога се понуди едно вакво законско решение пред собранието на Република Македонија. Прва и основна причина е заради тоа што владата на Република Македонија, која што ја предводи ВМРО-ДПМН, во овој период, кога во Република Македонија навистина има потреба и граѓаните имаат потреба да почувствуваат мерки со кои што навистина ќе се помогне и ќе се олесни во делот на функционирањето на стопанството и во делот на екзистенцијата на граѓаните на Република Македонија, меѓутоа владата на ВМРО-ДПМН тоа не го прави. Ние сме сведоци во овој парламентарен состав. Иако и најавите говореа и постојано и вие, почитувани колеги од ВМРО-ДПМН, повторувате дека има економска криза не само кај нас, туку и во регионот. Меѓутоа, никако до собранието не видовме законски проект, не видовме одредено решение на овие проблеми, се со цел да можеме да покажеме на директен начин како и на кој начин планираме да помогнеме или да ја олесниме оваа криза која што е пред граѓаните на Република Македонија, како да им помогнеме во нивната екзистенција, во одржувањето на семејствата и како да помогнеме во зачувањето на стопанството. Ако не можеме барем да тоа го напредиме, да можеме да направиме се за да го зачуваме и така кревкото стопанство кое што ова мала македонска економија го има. Заради тоа што овој период, сега посебно во моментот кога говориме токму за ова законско решение, имаме состојба на економски план која што е катастрофална и која што има тенденција уште повеќе да се влошува. И апсолутно никој не може да ве амнестира од одговорност, почитувани колеги од ВМРО-ДПМН, ако излегувате и давате изјави дека нема ценовен шок во Република Македонија, нема да има девалвација на денарот, нема ова, нема она, тоа се само голи флоскули кои што ништо не допринесуваат за граѓаните на Република Македонија. А визави тоа, секој граѓанин на Република Македонија секој ден постојано се соочува со проблемот дека не може да купи леп, не може да купи основни намирници за живот, не може да обезбеди бензин, се соочува со тоа кој ќе влезе во продавница да гледа дека има зголемени цени на се и се што за сите оние потреби кои што ако влезете во продавница да побарате масло за јадење, ќе видите колку е зголемена цена, колку е цената на шеќерот, колку се зголемува лебот, како се покачува превозот, колку се произведува и тоа во спирала зголемувањето на цените во Република Македонија и со што ќе допринесе да во понатамошниот период граѓаните на Република Македонија се соочуваат со уште поголеми проблеми. И токму заради ова го поднесовме законското решение со кое што сметаме дека е една од мерките да се помогне на зачувувањето и одржувањето на стопанството. Пред се на малите и средните предпријатија, на малото стопанство, меѓутоа и на големите предпријатија, заради тоа што казнената политика во овој момент во Република Македонија е преголема дури за една голема компанија отколку не пас да правиме споредба за некои мали и средни предпријатија. Исто така предлагаме и да казните се намалат, значи од 2.500 на 1.000 евра, од 750 на 500 и од 750 на 300 евра што се однесува за физичките лица. Зошто сметаме дека на овој начин ќе се помогне на ова мало стопанство? Сведоци сме во целиот овој период дека овој систем на казнување во Република Македонија, кој што вие од ВМРО-ДПМН го наметнавте и го правдате постојано дека на тој начин ќе ја спречите даночната евазија, ќе допринесете што е можно поголем број на поголема количина на финансиски средства да има во буџетот и така натаму, поголем процент на наплата на даноци, се покажува баш како не сосема исправно, заради тоа што
Секој ден во сите градови во Република Македонија имате се повеќе фирми кои што ги затвараат инспекторите. Тоа не говори за тоа дека тие се плашат од таа репресивна казнена политика на Република Македонија, па заради тоа ги подмируваат сите потреби или работат врз основа на закон. Тоа укажува на фактот дека овие предпријатија имаат сериозни проблеми за кои што има потреба од решавање со одредени законски мерки од страна на владата, меѓутоа вие тоа не го правите. Самиот податок дека ако направиме споредба колку биле казните во буџетот во 2006, колку се сега, 4 милиони евра и 40 милиони евра, доволно говори за тоа колку се наплаќаат казните во буџетот на Република Македонија. Колку е тоа процентуално од буџетот е исто така прашање и не толку битно. Меѓутоа, колку се сега во буџетот и како се наплаќаат од стрбанство е многу значено. Морам да кажеме, мора да признаеме, мора и вие да признаете, поштувани колеги, пред македонската јавност, дека оваа казнена политика, тој начин на казнување кој што го превземате во Република Македонија, првин го употребивте, односно го злоупотребивте за политички цели. Да се реванширате со сите кои што не припаѓаат на ВМРО-ДПМН, за сите кои што не мислат како ВМРО-ДПМН, и тоа го правевте. Па затоа ни се случуваше да ќе завршат изборите во недела, во понеделник Сабајле влегуваат во сите фирми на кои што било кој кандидат од Социјалдемократскиот сојуз му кажал добар дан, влегува во неговата фирма и бараат се и се што за да може да му најдат казна. Меѓутоа сега е уште пострашно. Сега и на тие што вие им викате добар ден, на ВМРО-вците, на оние кои што ве поддржуваат, на овие кои што ви ја плаќаа кампањата, почнавте и таму да им бркате во джеб заради тоа што празна ви е касата. Сега се ремети комотноста на владата. Сега не може да се користат бенефициите така како што ги користите до сега, заради тоа што нема пари, ги злоупотребувавте по разни проекти и сега дајте ги казнуваме сите поред, и ВМРО-вците, и СДС-овците, и секој граѓанин во Република Македонија. И тука прашувам дали на тој начин мислите да му помогнете на стопанство. Ќе ви наведам еден пример само. Што се случи во Куманово пред неколку месеци. Во една занаетчиска работилница, која што е регистрирана, влезени инспектори, се работи за фризер, влегуват, еден од вработените или еден од луѓето кои што е на занает, го наоѓаат, не ви е пријавен, казната е определуваат 22.000 евра. 22.000 евра. И дуќанот и фризерката да ја продадете заедно, нема да земете 22.000 евра. Тоа треба да прашате, значи, која е политиката врз основа на која што ги темелите казни. Има решение за една таква работа. Има документи, ќе ги видите. Има документи. Ќе ти кажам на само господин Пачков. Ќе ви кажам, после не е фер сега да излегувам во јавноста, после на само ќе ви кажам, отидете во нејзиниот дуќан, прашите, ако не е така, јас ќе сносам одговорност. Значи, таков начин на водење на политика во Република Македонија, таков начин, мислам, не допринесува за сите оние реклами кои што излегувате и го поддржувате бизнисот во Република Македонија, туку напротив. Не се грижите за ништо друго, освен за тоа да не се ускратите комотноста ваша како ВМРО-ДПМН. И од тој аспект мислам дека многу повеќе треба да сугерирате и на владата која што ја поддржувате во ова собрание, да предлага одредени мерки не само во овој дел кој што ние денеска предлагаме, а ако малку мислите на интересот на граѓаните на Република Македонија, на оние кои што ви овозможија да бидете во ова собрание, тогаш мислам дека најмалку што можете да направите е да поддржите едно вакво законско решение, иако е тоа поднесено од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Со тоа ќе овозможиме да при секој инспекцијски надзор се даде опомена на секој оној кој што има било какво прекршок направено во однос на закон и да му се даде дополнителен рок од 30 дена за да ги отстрани тие недостатоци. Благодарам.